По Каменичка и Мојанска вчера еколошки настрада и Свети Николска река. Веќе 24 часа реката е обоена во жолто. Оваа река е мала, но сепак симпатична и го краси и освежува Свети Николе на сите можни начини. Од тука и се што и се случува на реката, овдешните жители не остануваат рамнодушни. Еве уште мириса, уште се осеќа. Треба да си обрнат внимание градоначалникот, комуналното, сите тие да видат што е, како е. Слушам дека вчера имало нешто. Треба нова канализација. Канализацијата Нова. Свети Николе. Ево што е, гледате. Тоа полните град измет, ви гледате, ја снимам. Што е тоа? Нема тоа не личи. Треба нова канализација. Без канализација не бие. Па за тоа е најгаден, но и за тоа најше рак има Свети Никола, од гадотијата миризмата. Кој како што јаде, фрла. Не, лошо е за здравје. Се средина е. Добро е да се чува сака. Еколошката хаварија на реката градоначалникот на Свети Николе го принуди на итна реакција. По добиената дојава за истекување на жолта течност во Светиниколската река на потегот под полициската станица, извршен е надзор од страна на инспекцијските служби на општина Свети Николе. Според извештајот се работи за моментално истекување на непозната жолта течност од канализационата мрежа. Во моментот речното корито е чисто, а инспекцијските служби дополнително ќе го утврдуваат можното потекло на испуштената течност во речното корито и превземање на санкции против сторителите на овој чин, кажа градоначалникот Сашо Велковски. Последниот инцидент со Свети Николска река го покренува прашањето дали се работи само за коинциденција или пракса со големото загадување на реките во источниот регион. 3 реки за 3 дена е состојбата која бара итен одговор.